Добро утро, почитувани гледачи. Се наоѓаме пред првата детска амбасада во светот Медјаши. Со нас е Јана Зенговска, таа е психолог и координатор на СОС, телефонот за деца и младинци. Ќе зборуваме за една хуманитарна акција која што веќе подолго време трае. Кажете ни за што точно всушност се работи за собирање предмети за семејства од социјалната категорија. Така, добро утро до вас. Првата детска амбасада Медјаши континуирано во овие 25 години нуди помош и поддршка особено на социјално ранливите категории на луѓе и граѓани. Од 2007 година, од кога почна да функционира дневниот центар за деца кои што не одат на училишта, нивните семејства континуирано добиваат помош и поддршка во форма на храна, хигиенски пакети, облека и сите оние домаќински предмети кои што им се потребни на овие семејства. Донациите се добиваат од страна на граѓани, која станува збор за облека, детски колички, кревети, душеци и така натаму. Храната најчесто ја добиваме од социјално одговорни компании. Ваташа континуирано ни нуди бели пецива со Промес, Дони и многу други, Бимилк и многу други компании кои што навистина сакаат да им помогнат на овие категории на луѓе. Луѓето постојано, граѓаните се јавуваат со цел предметите кои што веќе не им се потребни и облеката која што не им е потребна ја носат овдека во детската амбасада Медјаши и ние ја даваме на овие социјално ранливи категории на луѓе. Меѓутоа сакам да напоменам дека кога станува збор за предмети мебел, дека не секогаш овие луѓе имаат можност да отидат до местото на живење на луѓето кои што сакаат да го донираат истиот и да можат да си го земат. Затоа би било убаво доколку е возможно да може некако да им се обезбеди превоз. Ние како прва детска амбасада Медјаши обезбедуваме колку што можеме, меѓутоа треба да го имаат и на тоа на ум, затоа што тие луѓе немаат ни автомобил, немаат ни пријатели кои што можат да им помогнат да можат да го искористат мебелата на вистина им е потреба. Добро, зборуваме веќе за граѓани кои што ја знаат вашата акција, за оние кои што не ја знаат акцијата и поради тоа и сме овде да дадеме уште поголема јавност за оваа хуманитарна акција. Може ли детално да објасниме каде треба да ви се јават, на кој телефон, како да остварите контакт? Така, сите граѓани можат да се јават на телефонот на првата детска амбасада во светот Медјаши, тоа е 465316, на СОС телефонот за деца и млади 0800 122 да дојдат во нашите простории на улица Коста Новакови 22А, тоа е во населба Аеродром, на војниот базен, можат да донесат облека, мебел, предмети, детски играчки, боенки, се она кое што им е неопходно на децата, ние ќе им излеземе во предсред, може и да им помогнеме, за да можат да ги донесат сите овие работи кои што сакаат да ги донираат и со тоа да бидат хумани, да волонтираат и да им помогнат на социјално ранливите. Кажете ми, имате ли некоја бројка конкретно за колку семејства, за колку деца од колку семејства се работи? Значи, во нашиот дневен центар, кој што за жал не функционира сега, бидејќи просториите не се адаптирани за деца, како резултат на влага и така натаму, беат околу 25 деца кои што доаѓаат, тоа се отприлика десетина семејства кои што живеат дури во импровизирани живеалишта и немаат каде да живеат. Овдека ги обавува и своите хигиенски потреби од бањање, перење на лиштата и така натаму. Според последните податоци на СОС телефонот за деца и млади, повеќе од 40 деца се јавиле родители на повеќе од 40 деца кои што се борат со сиромаштија само кај нас. Така да сиромаштијата и потребите на социјално загрозената категорија на луѓе станува проблем кој што е поактуелен во нашата држава. Значи, уште еднаш упатуваме апел дека слободно можете да дојдете еве овде во зградата на Медјаши и да донирате сето она што всушност не ви е потребно. Има луѓе на кои што тоа навистина им треба. Може ли да кажеме што работи Медјаши во меѓувреме освен ова хуманитарна, континуирана хуманитарна акција? Така, СОС телефонот за деца и млади континуирано си функционира. Имаме проект за одговорно родителство,
кој што е како дел од проектот на УСЕД за граѓанско општество. Потоа имаме програма за мировно образование, каде што работиме со средните училишта. Имаме програма за работа во градинките и надминување на различностите, а сега моментално исто така работиме со децата на Табановце, кои што децата бегалци на Табановца, каде што им нудиме психосоцијална помош и поддршка и хуманитарни пакети на тие деца кои што се нашле во таква незавидна ситуација каде што им се загрозени пред се и правото на живот. Кажете ми, отприлика колку има деца кои што се под ваша, да кажеме, закрила? Ние работиме заедно во кампот со СОС детско село. Континуирано околу 20 на деца ги посетуваат нашите работилници. Точната бројка не знаеме која е на деца кои што се и во тампон зоната и во самиот камп. Што конкретно се работи во работилниците, какви се образовни, предпоставувам, програми имате? Тие се проективни арт работилници, затоа што првенствено имаме јазична бариера. Тешко се наоѓаат преведувачи на нивниот дијалект, не само арапски јазик, таму доаѓаат луѓе со најразлични дијалекти и заради тоа арт терапии, цртањето денеска ќе изработуваат и маски за 1 април, користење на глина, мол, пластелин, се начини и техники кои што им помагаат на децата да се изразат, меѓутоа и сето на траума и револт кои што го чувствуваат, да можат некако да го канализираат. Тоа е многу малце, меѓутоа за сега тоа е единствениот начин на кој што можеме колку толку да им го лесниме нивното секојдневие. Многу ви благодарам, Јана, што утрово бевте со утринската програма на Македонската телевизија. Почитувани гледачи, ние се јавивме отпред првата детска амбасада во светот Медјош, изборувавме и за нивната хуманитарна акција која што континуирано тече, а и за неколку програмски активности на Медјоши. Бети, ти благодарам за вклучувањето, ќе се видиме откако ќе пристигнете во телевизија, се разбира, заедно со екипа.